8 часот и 12 минути следува и вториот разговор. Сите оние кои што се уште се прашуваат како и што со заштита на нивните лични податоци, внимателно нека не слушаат, затоа што сигурна сум дека едукативно ќе делуваме со следниот разговор. Имено знаете дека во изминатиот период сме сведоци сите ние на голем број прекршување на приватноста, која што се врши токму преку крадење или злоупотреба, ако може така да кажам, на лични податоци, а сето тоа повлекува многу непријатности. За да се избегнат сите овие несакани моменти, 7 години наназад на територијата на Република Македонија активно работи и успева да ги смени работите Дирекцијата за заштита на личните податоци. За тековните активности и со најава на нешто што ќе се случува веќе во петок, разговараме со директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Велам добро утро за господинот Димитар Георгиевски. Добро не дојдовте. Добро утро. Благодарам за поканата и овој пат еве на овој начин преку превентивно делување во јавноста да помогнеме за да се подигне јавната свест за овој проблем, бидејќи како што спомнавте навистина зачестена е појавата на крадење или злоупотреба на идентитетот, од што навистина се појавуваат многу непријатности кога ќе се открие. Од сето тоа резултира или со некоја финансиска оштета или пак со губење на документи, чија обнова и не е така лесна постапка. Нервозата и болката никој не може да не измери, меѓутоа да не избегнеме и не изе како можност што не остава рад. Господине Георгиевски, пред да зборуваме за сето ова, да информираме јавноста дека од неодамна подпишавте меморандум со Црвениот крст на град Скопје за заедничка соработка, како дел од истиот голем број на хуманитарни акции, крводарителски акции, една таква најавувате за овој петок што доаѓа. Па да, покрај сите редовни активности што дирекцијата ги врши во рамките на своите законски надлежности, ние еве како еден субјект од јавниот сектор, значи сакаме да покажеме преку личен пример дека и вложувањето во општествената одговорност може да допринесе за воопшто, значи подигање на јавната свест за одредена област. Преку вклучување во ваков тип на активности во соработка со Црвениот крст на Република Македонија, организираме повеќе активности, како што спомнавте, првата ни е во петок, во Топанско поле донираме стари алишта во Домот за рехабилитација на деца и младинци, со што сметаме дека ќе дадеме пример за тоа како треба да се делува во општеството. Организацијата на акцијата, како ќе дојдете до тие алишта, дали е тоа нешто што е донација на вработените во Дирекцијата за заштита на лични податоци или пошироко? Да, па затоа викам дека е тоа личен пример на самата дирекција, односно на нејзините вработени. Тоа се предмети, односно алишта, кои потекнуваат од вработените во дирекцијата, значи немаме донација од некој друг од надвор. Преку нашите залагања, преку овој наш пример, сакаме да ги поттикнеме и останатите колеги, претежно од, како што се вика, државната, нели, од државниот сектор, да дадат свој влог, бидејќи преку разните активности може да се допре до одредени таргет групи кои ќе цел и од нашите законски надлежности во рамките на делувањето. Значи, тоа е еден дел од вашата работа што не е задолжителен, чисто на волја ваша. Меѓутоа, задолжително е и самото име на агенцијата, на дирекцијата зборува, значи, која е вашата примерна задача. Колку успевате, еве, конкретно од 2010 откако што сте вие директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци, да ги смените работите? Она што е најважно е да се подигне јавната свест и да знаеме конечно кому можеме, а кому не да ги довериме нашите лични податоци. Успевате ли во сето тоа, вложувајќи ги целите ваши капацитети, луѓето кои што работат во дирекцијата и што се случува со она што се нарекува проблем кој што не се менува? Имаме ли промени? Дефинитивно сум задоволен со ситуацијата која во моментот е во областа на заштита на лични податоци во Македонија, бидејќи еве за овие 2 години, не дека се почна од кога јас сум директор, меѓутоа сепак преку активностите кои ги реализираме, преку стратегијата, преку програмите и плановите месечни, мислам дека се повеќе луѓе се запрашуваат што е со нивните лични податоци. Почнувајќи од обично одење на шалтер во некоја банка, од престојување во некој хотел, пополнување разни формулари, или пак, значи, обично пополнување на ливче за учество во некоја наградна игра, каде што ви бараат од А до Ш податоци, матичниот број е задолжителен, а всушност немаат основа да го барат матичниот број, ако не постои согласност. Навистина е широк опсегот на сите овие полиња, каде што секојдневно, буквално секојдневно, ние
кога свесно, кога несвесно се изложуваме на опасноста нашите лични податоци да бидат загрозени. Така да, мислам дека и по бројот на примени представки со кои се алудира на некоја повреда на приватноста, можеме да кажеме дека е зголемена свесноста во Република Македонија во последните 2 години. Минатата година вкупниот број на представки беше 393, додека ова 2012 само до првата половина на годината веќе го надминавме овој број. Така да навистина сме задоволни од тоа како се одвиваат активностите на имплементација на законот. Меѓутоа, најголем дел од нашите пак активности се насочени кон превенција на состојбите и претежно едукација на разните целни групи. Секако, најголем број од представките доаѓаат од ранливите категории. Тоа се пред се децата и младите поради нивното изложување на комуникацијата преку социјалните мрежи пред се. Така и нивното недоволно знаење за можните последици кога ќе се отворат пред некого со сите тие податоци. Ќе се вратиме на децата и на младинците, бидејќи ќе го најавиме проектот во кој што и вие ќе бидете вклучени. Меѓутоа повторно да се навратам нова за кое што пред малку дискутиравте. Велите дека работите се подобрени, меѓутоа се уште има проблеми. Каде е проблемот? Затоа што знаеме дека постои закон кој што го регулира сето тоа. Оние кои што ги бараат податоците, претпоставувам дека дел од нив можеби ги бараат несвесно, а дел од нив тенденциозно. Значи, кој ги контролира нив? Кој нив ги учи или упатува на тоа дека не се потребни податоци за одредени работи, за одредени дека се потребни? Тој вакуум простор, мислам дека е тоа кој што треба брзо да се исполни со она што се нарекува закон и регулатива. Дефинитивно, значи, ние за брзо работиме на усогласување на сите домашни закони со нашиот закон за заштита на лични податоци. Затоа што нашиот закон за заштита на лични податоци е усогласен со една директива, сега бројот е 4596, меѓутоа за гледачите тоа ништо не значи, на Европската комисија и Советот. И дали сте вие во Македонија, дали сте во Германија или Англија, одредбите кои се однесуваат на заштитата на вашата приватност се исти. А додека имаме се уште работа на усогласување на домашната легислатива. Дел од законите веќе поминаа во собрание и се усогласија. Меѓутоа, ова надлежност ние ја добивме само пред една година, така да еве забрзо наработиме преку надзори во сите министерства. Овој месец сме во Министерство за одбрана и Министерството за економија, следниот месец сме во Министерство за финансии, претходно бевме во внатрешни работи, правда и да не ги набројувам сите. Се разбира, проучувајќи ги секторски нивните прописи, дали се усогласени со нашиот закон кога се допираат со темата лични податоци. Сето тоа на долг рок ќе ни дава можност со право да заклучиме дека одиме кон надминување на овие недостатоци што ги спомнавте. Додека пак во приватниот сектор се разбира има повеќе проблеми затоа што субјектите кои што трчајќи по профит некогаш, да не речем секогаш, ги занемаруваат овие права на граѓанинот кои што се уставно загарантирани, па затоа и кога од невнимание, кога повеќето од незнаење се прават грешки. Должност е на секој субјект кој што ние го викаме контролор да во своето работење овласти еден од вработените кој што ќе биде овластен за подготовка на се што е потребно од прописи, внатрешни упатства, инструкции за постапување ако некоја активност на субјектот е поврзана со заштита на лични податоци. Например, во еден хотел, дали ќе биде тоа менаџерот, дали ќе биде некој од вработените, значи тој е овластен да контактира со нас како дирекција, да ги спроведува прописите на заштита на лични податоци и да одговара на прашањата поврзани со оваа тема. Ние, поради бројот, поради огромниот број на субјекти кои се фактички подлежат на нашиот закон, еве настојуваме преку месечни оперативни планови, посети на лице место на што поголем број субјекти, но и со превентивни обуки и тренинзи, еве, па дури и со појавување во јавноста преку вакви медиуми како што е вашиот, да влијаеме на било каков начин да се подигне свеста за потребата од заштитата на лични податоци. Бидејќи ние можеби од една страна некогаш како вработен во некоја фирма или во некоја институција сме, јас како што викам од оваа страна на шалтерот, меѓутоа замислете секој ден сме обични граѓани и ние се разбира доаѓаме и во искушение и во опасност да
нашите лични податоци бидат злоупотребени. Сега да зборуваме за децата и за младите, дел од проектот за подигање на свеста или едукацијата кај децата, зголемување на истата, затоа што кажавте неколку пати во текот на разговорот дека тие се едни од најранливите групи и оние кои што чисто податоци најлесно може да се украдат. Еве, најгрубо кажам. Така е, значи и во рамките на меѓународните институции каде што членува нашата дирекција како дел од Европската групација за заштита на лични податоци, значи најголем таргет, најголема цел во поглед на вложување на напори за превенирање на состојбите, за исполнување на надлежностите од нашиот делокруг на работење се токму младите и децата од школска возраст. Кога зборам за школска возраст, тоа се децата од основно, па дури и средно образование. Зошто? Затоа што, еве, и сами знаеме, јас сум родител, знам дека и моите деца многу често, голем дел од времето поминуваат пред компјутер. Дали се тоа игри, дали се тоа директни контакти преку дел од социјалните мрежи, се разбира, свесно или несвесно. Често пати ги избегнуваме ситните букви на секој социјален медиум кој што е назначен како политика на приватност и каде што се објаснува кои се опасностите, кои се можностите на и кои лични податоци ги бара медиумот за да ве пушти да влезете, да се приклучите, да комуницирате, да играте некоја игра. Меѓутоа ние само стискаме нели ентер или се согласувам, па чекаме едва да почнеме. Некогаш често пати несвесни за тоа дека дел од овие лични податоци можеме да ги сигурно медиумот ги споделува со кругот на пријатели, потоа не сме прочитале во ситните букви дека нашите лични податоци можат да бидат искористени за комерцијални цели, па после се чудиме како мејлот ни е полн да со некои спамови и така натаму и така натаму. Еве оваа се класични примери зошто сметаме дека треба да се преземаат одредени активности на подигање јавната свест. А кога се работи за децата, исклучително е важна оваа категорија затоа што од бројката што ја спомнав на примени представки од минатата година, дури 1/3 се однесува на прекршување на законот на социјалните мрежи. Оваа година можем да кажем дури и почесто. Еве, неодамна бевме сведоци и за прекршување на законот за јавни личности, кога нели малолетник играјќи си сакаше да биде претседател на собрание, што навистина е фрапантно и загрижувачко. Значи детето воопшто не било свесно дека за ова подлежи на кривична одговорност. Така, затоа сметаме дека ова ќе биде наша добра активност и можност да превенираме дел од состојбите. На кој начин ќе биде таа превенција? Па, поддржани од Европската Унија, ние ќе спроведеме од следниот месец еден проект со пилот училишта од основно и средно образование и каде што ќе настојуваме преку претходно спроведено истражување да ја измериме, значи, свесноста и на професорите, но и на учениците за оваа проблематика. Потоа да се обидеме да изнајдеме методолошки пристап каде би можеле да се вметнат содржини за поголема едукација на децата, за да можеме да очекуваме во идниот период дека ќе бидат свесни за тоа на што се изложуваат, што влегуваат во комуникација преку социјалните мрежи. Ние ќе следиме вашата работа и сето она што ќе го направите од ова сега што го најавувате и сосема за крај, значи уште еднаш да потенцираме кога се уклучуваат децата на тие социјални мрежи или кога треба да бидат дел од некоја игра, внимателно нека го прочитаат она што е ситно напишано, ако не можат сами тука се секогаш родителите да им помогнат и да ги насочат што и како. Значи едукација и на деца, на ученици, на професори, меѓутоа и на родители. Па јас би рекол прво на родителите, затоа што и родителите се често закачени онлайн по цел ден, дали се дома, дали на работа и затоа ова најодговорно го тврдам дека штом родителот е доволно едуциран за опасностите од социјалната мрежа, тогаш ќе го посоветува своето дете, значи, например, кога се оди на одмор, да не се пофали на никој на дзидот на Facebook дека од таа дата до таа дата сме на одмор. Зошто? Затоа што тоа е потенцијално навлекување на кратци дома. Еве, преку овие конкретни примери сметам дека ќе дадам доволен поттик на гледачите за поголемо внимание поинаку да размислуваат и поинаку размислување за тоа што